Добар ден, другарчиња! Јас сум учителката Лиле од градинката Олга Мицеска во Кичево. Дали сте подготвени да ги прошириме нашите знаења за годишното време кое пред 10 денови дојде кај нас? Но, ајде прво малку да го смириме нашето тело и ушињата и мозочето да ги насочиме и подготвиме кон слушање и примање на нови знаења. Со врвовите на палчето и останатите прстиња ги фаќаме крајевите на ушињата и потегнуваме од горе надолу полека. Оваа вежба ја повторуваме 5 пати. Ајде сите заедно. Издишете. Браво! Сега нашето мозоче го разбудивме, а ушињата ги поттикнавме да не слушаат. Ајде сега да ве запрашам кое годишно време пред 10 денови дојде во нашиот роден крај. Пролетта, односно раната пролет. Пролета ни представува почеток, прво годишно време. На неја најмногу и се радувате вие дечињата. Во првите пролетни денови се водат и мали борби во природата. Сонцето со снегот. Дождот и силниот ветер се борат помеѓу себе кој ќе победи, но најпосле победува сонцето. Се будат растенијата, раззеленува се околу нас. Се будат животните од својот зимски сон и излегуваат од своите живеалишта. Ниту се враќаат птиците преселници. Се појавуваат инсектите кои исто така досега беа скриени во своите живеалишта. Но најмногу од сите на пролетта и се радуваме ние луѓето, а посебно вие децата. Бидејќи ќе можете да играте надвор на чист воздух заедно со своите другарчиња. Ќе може да одите на прошетки со своите родители, да берете цвеќиња, да растете среќни и весели. Но да видиме, да обработиме еден текст во кој ќе видиме што се случило со една брезичка кога дошла пролета. Ајде да го прочитаме, па ќе поразговараме. Покрај реката растеше една убава бреза. Беше осамена. Еден пролетен ден и се пожали на реката. Многу сум осамена. Со мене никој не сака да разговара. Дури и ветрот некаде заминал. Не биди тажна, брезичке, ја одговори реката. Јас сум тука, секогаш сум покрај тебе. Сврти се околу тебе, па ќе видиш уште колку многу пријатели имаш. Каде се? Јас никого не гледам, рече брезата како се сврте околу себе. Еве ме, тука сум, се јави малечкото зајаче, кое минуваше тука барајќи си сочна тревичка. Тоа скокна кон брезата, ги затресе долгите уши и погледна кон крошната на брезата. И јас сум тука, се јави мравката и почна да се качува по стеблото на брезата. Зз, зз, зз. Пристигнувам, пристигнувам. Викаше пчеличката, која од радост направи неколку кругови околу брезата. Морам да почнам да работам. На децата им треба мед. И јас не сакам повеќе да се кријам под лисјата, се јави темјанушката. Се протегна и ги покаже своите убави миризливи цветови. Морам свечено да ја пречекам пролетта. Доаѓам, доаѓам! Истрча кроткото срнче. Да се напијам бистра вода,
па пак ќе продолжам да пасам сочна тревичка. Покрај брегот на реката се шетаа еден дедо и неговото внуче. Гледај, пролетта веќе дошла, рече дедото. Брезата пуштила ливчиња. Темјанушката расцветала. Зајачето дошло да се напасе сочна тревичка. Срничката да се напие бистра вода. Пчелите и мравките собираат храна. Оддалеку ја слушам и песната на славеот. Пролет, пролет, ура! Пролетта дојде! Ќе седнеме до брезичката да се одмориме, нели дедо? Рече внучето. Брезата не беше веќе осамена. Наеднаш околу неа имаше толку многу пријатели. Од некаде дојде и ветерот. Незините ситни ливчиња затреперија, нежно поздравувајќи ги пријателите околу неа. Дали, другарчиња, ви се допадна овој текст? Ајде сега малку да поразговараме заедно за тоа што се раскажуваше во текстот Осамената бреза. На ливадата стоеше сам кој? Осамената и тажна брезичка. Таа се жалеше дека е сама и нема никој околу себе, но кога ја слушна дека се жали, кој се јави прв? Рекичката, браво другарчиња. Таа и кажа дека постојано е тука покрај неа и дека никогаш не ја остава сама, но доколку се заврти околу себе, ќе види дека има уште многу други другарчиња кои се до неа. После тоа, покрај рекичката, кој дојде? Дојде зајачето. Зајачето сакаше да се одмори и да се напасе сочна тревичка и кажа на брезичката дека е тука, дека се разбудило и дека брезичката не е веќе сама. После зајачето се јави мравката. Точно така, мравката почна да се качува по стеблото на брезичката. Од некаде слушнавме звук на пчелка. Точно така. Пчелката се радуваше и леташе околу брезичката и кажа дека мора веќе да почне да работи, затоа што дечињата сакаат мед. Откако ја слушна пчелката, се јави и темјанушката. Темјанушката не сакаше повеќе да се крие под листовите. Сакаше да биде надвор и сите да ја видат. Од некаде дотрча и малечкото срнче. Тоа сакаше да се напие водичка од рекичката и да продолжи да паси сочна тревичка. И на крај, во овој текст, беа дедото и внучето. Точно така. Дедото и внучето се шетаа покрај рекичката. Дедото му кажа на своето внуче дека веќе раззеленела брезичката, дека почнале да се појавуваат пчелките и мравките, дека срнчето и зајачето пасат сочна тревичка. Внучето се израдува и го замоли својот дедо да се одморат под брезичката. Точно така. Дали мислите дека брезичката повторно беше тажна и осамена? Не. Брезичката сега е среќна, гледајќи дека околу себе има многу пријатели и другарчиња и не е повеќе сама. Исто како што и ние, другарчиња, кога сме сами, сме тажни и несреќни, но кога покрај нас имаме други другарчиња со кои ќе си играме,
и заедно ќе се забавуваме, ние сме среќни и весели. Доколку сакате, со своите родители нацртајте ја приказната, прикажете ја преку цртеж и бидете среќни и радосни во оваа пролет. Довидување, драги другарчиња!